Драги гледачи, во ова најново издание на емисијата Инфорегион, наш соговорник е градоначалникот на општина Крушево, Томе Христоски, со кој што ќе поразговараме на повеќе актуелни теми поврзани со ова општина. На прагот сме на зимската сезона, но и се она што ја очекува општината на планот на туризмот. Господине Христоски, пред се добре дојдовте во студиото на Инфокомпас. Добро ве најдов, ви благодарам на поканата и поздрав до гледачите на вашата телевизија. Како што кажа, се наоѓаме на прагот на зимската сезона, дали веќе имате некаква статистика колку од хотелските и од приватниот смештај се букирани, колку останува слободни места и што ќе се случува за празниците, дали имате некаква програма за новата година? Иако претходните години недостасуваше снегот, оваа година имаме исполнетост на капацитетите и снежна покривка имаме околу 40 сантими во Крушево и веќе 90% према оние информации кои ги имам се полни капацитетите во Крушево. Исто така се бара и во наредниот период место повеќе во Крушево, затоа што Крушево е навистина туристичка, препознатлива и примамлива дестинација за 4 сезони. Снегот е навистина она што секогаш недостасува на таа бајка да ја добие комплетната слика. Да, климатските промени за жал си го направија свое во изминативе години, меѓутоа оваа година снегот не удостои и веќе имаме туристи од овој вид на спорт, од зимскиот туризам, авантуристи и така натаму. Дали има некаква програма за дочекот на празниците? Имаме програма и пред празниците, и за време на празниците, и за новогодишните празници. Веќе од петок започнуваме со отварање на зимската, званично на зимската сезона во Крушево, во центарот на Крушево, со представа, греено вино, ракија и сите посетители може да не посетат и секако најмалите, каде што ќе не удостои Дедо Мраз. Имате доста интересен настан кој што се случува веднаш после новата година, тоа е празникот Дева. Да, Дева, но пред Дева имаме новогодишните празници. Миле Кузмановски, естрадна личност во Крушево, ќе не посети заедно со Црешово топче од Крушево групата и ќе биде доста привлечно и за новогодишните и божикните празници. Дева е исто така еден важен настан за Крушево и крушевчани, каде што еден настан каде што се збираат исто така средства за новороденчето кој ќе ни израдува исто така, очекуваме да ни израдува за новогодишните празници и се тоа на нас еден поинаков препознатлив начин за Крушево, но еден нов начин за Македонија, каде што покрај Крушево се слави или се празнува во Витлеем во Израел. Значи ќе имате сепак дочек на новата година на плоштадот? Да, ќе имаме дочек. После долго време? После долго време, каде што средствата изминатите години бевме во навистина сакавме на поинаков домакински начин да се однесуваме кон јавните средства, јавните пари, каде што граѓаните преку своите такси и давачки ги даваат средствата во општината, сакавме да ги пренамениме навистина на оние горливи проблеми и потреби тие средства, меѓутоа оваа година општината има собрано доста средства каде што ги пренаменуваме покрај загорливите проблеми и за она што значи дополнителен инпут во локалната економија, како да го анимираме сето тоа за новогодишните и божикните празници преку музика, преку разни настани кои ќе привлечат се повеќе туристи и посетители, каде што ќе се раздвижи локалната економија дополнително. Го споменавме снегот, оваа година го имаме за среќа, но како што и напоменавме, климатските промени се едни од факторите кои што влијаат за се помалку имање на снег, односно намалување на таа скијачка сезона. Дали размислувате во иднина како да се привлечат туристите во зимскиот период кога нема снег? Дали со создавање на вештачки снег, знаеме дека има систем за вештачки снег во Крушево, дали со организирање на други настани кои што ќе ги привлечат туристите и во овој период од годината? Заедно сме со инвеститорот во Крушево, кој ги има скијачките терени под негово владение и дел на Република Северна Македонија, на нашата држава, да во периодот каде што од божикните празници па се до завршување на зимската сезона, општина Крушево ќе донира на начин каде што ќе имаме и ноќно скијање преку уличното осветлување кој го имаме во Крушево и осветлувањето на скијачките терени. Тоа е дополнителен инпут или привлекување на се повеќе гости и туристи во ноќните вечери, покрај денското скијање, имаме и ноќно скијање во Крушево, но и работиме, ако доколку нема снег и снежна покривка во Крушево, да преку авантуристичкиот парк, преку велосипедските патеки, преку слични настани, да ги анимираме луѓето да ни доаѓаат се во поголем број, да го
раздвижиме Крушево и во овој зимски период. Да, на Станич се отвори еден од подобрите адреналински паркови во Македонија, исто така има и патеки за планински велосипедизам, ресторани, така да има место каде што туристите би можеле да го потполнат времето. Но ние како општина исто така сме должни да возможиме и соодветна инфраструктура, да дојдеме до тие скијачки терени, до тој авантуристички парк. Затоа за наредна година планираме да изработиме, односно имплементираме обиколницата во Крушево. Тоа ќе биде дел ваши средства или ќе аплицирате на оние средства што ги доделува владата? Тие ќе бидат средства од владата преку унгарскиот кредит, каде што имаме комплетна техничка документација и каде што ќе чекаме на повикот да можеме да аплицираме и да го реализираме сето тоа што ви го кажувам. Обиколницата зборуваме од бензинската пумпа на Макпетрол па до ски терените, така? Од една страна ќе биде поврзано од бензинска пумпа до ски терените горе до куќарките каде што ги имаме продадено тие парцели и од другата страна познатата од Чешма Нарама до самите скијачки терени каде би бил полесен, понормален и побезбеден пристапот за сите оние туристи кои не посетуваат, каде што имаме сега проблеми со паркирањето во Крушево, да тие самиот провод да биде полесен и попристапен до самите скијачки терени. Дали освен овој ќе аплицирате и со друг некој проект за тие средства од 2025-та? Да, годинава аплициравме на локални патишта по населените места. Во село Креново ќе биде комплетно реконструирана улицата низ селото и ќе го докомплетираме од другата страна кон Светомитрани патниот правец до самото сред село. Исто така дел реконструиравме од водоводната мрежа во Крушево, но ни остане уште четвртина негде која сакаме да ја имплементираме преку овој кредит или дополнителни средства преку Бирото за регионален развој или другите фондови кои не стојат на располагање. Но имаме и доста фондови каде што веќе имаме аплицирано, кон странските фондови на Европската унија и преку граничната соработка преку Албанија и Грција. Како гледате развојот во областа на туризмот во иднина во Крушево? Дали имате некаква визија кои новини би се вовеле? Ние сме должни да ви кажав и претходно да овозможиме комплетна инфраструктура да Крушево биде се попривлечно и се поатрактивно во поглед и на инвеститори од една страна и на туристи од друга страна да се раздвижи локалната економија. Сите овие години вложуваме доста во инфраструктурата, знаеме дека патниот правец или локалниот пат од Порта до Мечкин камен комплетно се реконструираше, таму се постави нова вештачка трева, каде што имаме бенефит, имаме во најава дека ќе се случува светско првенство, европско првенство, светски купи, неколку меѓународни надпревари, во кои што Крушево е веќе една од трите светски дестинации, меѓутоа тука не застануваме. Ние сакаме да го раздвижиме и тој дел од другата страна на градот, каде што викаме имаме авантуристички парк, имаме сега имплементирано и даунхил патека под жичарата во Крушево и се повеќе на туристи од тој вид на спортови, но оние сите туристи кои ни доаѓаат барат се повеќе содржини да останат ден повеќе. Ден повеќе значи раздвижување дополнително на локалната економија, каде што може слободно да кажеме дека после може да се живее од туризам. Кога ги спомнавте параглайдеристите, се реконструираше комплетно на теренот на Мечкин камен каде што полетуваат, но исто така има одредени барања од нивна страна да се изгради алтернативно полетувалиште. Односно на врвот Црн врв, што се вика. Дали во иднина би се направило тоа? Јас ви најавив дека сме ја добивме првата фаза на прекуграничниот проект и со Албанија и со Грција, каде што го имаме и алтернативното полетиште. Алтернативното полетиште во моментов е најнеопходно за Крушево, зошто тоа го викам, затоа што заради безбедно и нормално полетување од самото полетиште во Крушево на Мечкин камен, оние аматери нема во тие национални првенства немаат кај да полетуваат. Затоа ни е потребно и неопходно ново алтернативно полетиште, каде што овие спортисти ќе ни останат во Крушево и ќе полетуваат, односно ќе ги имаат своите активности. Во моментов имаме имплементирани мерни станици во Крушево, мерни станици и за воздух, каде што во последниве денови кажуваме покрај центрите Скопје и така натаму, каде што е загаден воздухот, ги објавуваме тие мерни станици дека Крушево е навистина чисто и привлечно во поглед не само на зимскиот период, и во летниот и пролетниот период.
иако не е можеби ваша надлежност, но инфраструктурата, односно патната инфраструктура за доаѓање до Крушево во изминатиот период малку се реновираше, односно се реновираше само од Кривогаштани, па после кај што е центарот за возила, прва, и од Демирхисар страната остана нереконструиран тој патен правец. Дали лобирате ке владата можеби да се реконструира тој патен правец? Ние до владата и до јавното претпријатие за државни патишта, сиот и ова изминат период од 7 години, се додека мојот мандат си течеше непрекинато, ние аплициравме, односно баравме со повеќе ургенции, барања, сугестии како Крушево да стане попривлечна дестинација за сите 4 седмици. Како тоа ќе го направиме? За да го направите Крушево на вистина привлечна туристичка дестинација, ни требаат брзи и проводни патишта. Неколку пати го имам потенцирано и на неколку медиуми истото го имам повторено. Во моментот, односно минатата година се реконструираше од Кривогаштани до над техничкиот преглед прва, како што кажавте и вие, негде околу 6 километри, но ние ги имаме имплементирано, односно ги имаме готови проектите за комплетна реконструкција на патот Крушево-Кривогаштани и Крушево-Сладуево. Тогаш Крушево ќе биде комплетна туристичка дестинација. Ни беше одговорот од владата дека нема доволно средства и веќе се насочени средствата кон Охрид. Меѓутоа, тие средства беа претходно обезбедени од претходната влада преку ЕИБ, Европска инвестициона банка, за комплетна реконструкција на овие патни делници, каде што Крушево ги има комплетната техничка документација да ги имплементира овие средства. И затоа замолуваме и од овој медиум, повикуваме да го реализираме овој значаен проект за Крушево. Освен поврзување на градот со добра патна инфраструктура, за развој на економијата, на стопанството, на земјоделието, потребна му е добра инфраструктура и на населените места, на селата, што се наоѓаат во подножјето. Овој цел изминат период од 7 години ние направивме доста, не само во Крушево, и во населените места. Секое населено место доби асфалтен пат или реконструиран, саниран комплетно. Ни останува уште Свето Митрани да го докомплетираме и од другата страна село Јакреново, со тоа што ја комплетираме комплетната слика во сите населени места. Или, илустративно кажано, ние реконструиравме околу 50 километри патишта, локални патишта, регионални патишта во и околу Крушево. Ако ме прашате дали е доволно, не е доволно, треба посветено, но поставивме ни норми каде што кој да биде во иднина, да почне да продолжи да работи во интерес на своите сограѓани, на оние кои ни доаѓаат од страна, на крушевчани, на инвеститорите потенцијални, на оние кои гравитираат тука во Крушево, така ќе направиме една поинаква, поубава приказна за нашето Крушево. Исто така, од Европска унија добивме признание како општина пример во имплементација на проекти од Европска унија. Тоа е од една страна право, но од друга страна обврска да продолжиме да работиме онака да придонесуваме за нашето Крушево. За развојот на туризмот, освен инфраструктурата, потребна е и вода. Еден горлив проблем со децении со кој што се бори Крушево. Често се случува и во летниот период да немате вода, не само граѓаните, туристите, па потоа тоа предизвикува можеби една негативна слика за градот. Како понатаму ќе се изборите со овој негативен проблем? Пред се за граѓаните кои што тука живеат тие и го чувствуваат најмногу недостигот на вода. Ако зборуваме до 2017 и од 2017 навака имавме проблеми, но да не заборавиме дека имавме рестрикции на вода по околу 2 до 3 месеци во текот на годината. Тоа беше страшна ситуација. Од една страна развиваме туризам, привлекуваме туристи, од друга страна имаме реакции да ни останат туристите, но и да го пренесуваат впечатокот позитивен. Јас се стремев сите овие години да биде позитивен впечатокот и се правев со сите служби на терен, со јавното комунално предпријатие, барав ургенции до владата да го решиме тој проблем. Знаете дека имавме проблем со Сланско или општина Македонски Брод, меѓутоа не добивме на разбирање од тие населени места. Додека за мене не е разумно и повторно ќе кажам, вие да наводнувате 4 до 5 поседи или ниви, а од друга страна ви трпи население од 5000 жители. Која е правичноста во поглед на водата? Ако знаеме дека водите се собственост на државата, треба да му се дадат на вистинското место, на вистинските граѓани. Не бараме цела вода и не бараме она што не ни следува нас. Ние бараме основни услови за живот. Не само за живот, туку и за привлекување на туристи. Но тука не застанавме.
Иако не добивме разбирање и на претходната и на оваа влада, меѓутоа презедовме ризик и чекори да поставиме водомери до секое домаќинство и ја реконструиравме преку ТАВ програмата 16,5 милиони денари, дел реконструиравме водоводната мрежа во Крушево. Со тоа очекувам, еве од пролет почнуваме 30 до 40% да тие загуби на вода, да тие кражби на вода, тие недостатоци на вода се намалат. Не да се реши комплетно проблемот, туку да се намалат. Меѓутоа имаме и во план, односно ние одобрен проектот за комплетна реконструкција на пумпната станица за вода во село Норово. Тоа е 500.000 евра, одобрен е проектот преку Европска инвестициона банка и каде што ќе почне од пролет да се реконструират, односно да се постават два мерни инструменти, два комплетни мотори, еден резерва, еден нормален и пумпната станица комплетна да се реконструира. Со тоа исто така би се намалиле загубите на вода, со тоа би се намалил трошокот во поглед на плаќање за струја, затоа што тие мотори се поставени од 70-ти до 80-тите години, изминатиот период, знаеме дека истите беа често во дефект, па немавме доволно средства, ни беше блокирана сметката за струја во јавното комунално предпријатие, по друга страна, истиот тој долг го презеде општината, направивме историски чекори во тој поглед. Но ако ме прашувате дали е доволно, не е доволно. Треба да продолжиме да работиме во интерес. Јас не сум човек што седи во канцеларија и седи да му се реши проблемот. Туку преземам акција, преземам разумна акција во поглед на решавање на вистина на овие горливи проблеми на нашите крушевчани. Имавте исто така идеја кај пумпната станица во селото Норово да се постават колектори за производство на струја, со што ќе се намалат оние трошоци што ги има јавното предпријатие Коневана. Дали би се реализирал тој проект? Очекуваме да се реализира тој проект. Најпрво треба да се реконструира постојната постројка, како да знаеме колку вода ни доаѓа во Крушево, ова го немавме до сега, колку вода се троши во Крушево и колку имаме загуби, недостатоци или слично. Сето тоа за да го направиме, ни треба основното да го решиме, односно моторите да се донесат, да се реконструира пумпната станица, па потоа да преземаме и други чекори, да не одиме чекор напред, а првиот чекор не сме го решили. Нови бушотини горе во Крушево дали би Направивме исто така нови бушетини, каде што во 90-тите години имаа сознание нашите претходници дека имало вода. Презедовме исто така акција да го решиме и овој проблем, односно зафативме околу 3 литри нови вода во секунда. Истите тие ги испитавме во Центарот за јавно здравје во Скопје, е исправна водата, со тоа што треба да се во неа да се допровери, односно да се прочисти истата вода преку филтри и слично. Од напролет исто така го пуштаме тој изворедниот, меѓутоа најдовме и нов извор каде што околу 2 литри во секунда дополнително ќе бидат зафатени во Крушево во постојниот систем. Исто така во непосредна близина на манастирот Свети Спас зафативме и околу 2 до 3 литри во секунда, каде што индустријската зона нема да биде критична како и досега. Дел од водата ни ја земаше индустријската зона, како што е сеќе долу ламинати, Европрофил или Екошар. Сега ќе го немаме тој проблем, таа вода ќе биде директно вклучена во тој систем на индустријската зона и каде што нормално ќе доаѓа студенчица да појде до село Норово. Ја спомнавте индустријската зона Опаленик. Дали во иднина се најавува влез на нови стопански капацитети во Крушево, затоа што знаеме дека освен туризмот потребни се и други гранки за развојот на економијата на општина. Во претходните 2 години имавме една продажба на парцела во индустријската зона покрај Сеќе. Сеќе побара, односно комбинатот, тутунскиот комбинат во Крушево, кој што знаеме е познат на Балканот, е негде втори или трета групација за тутунската индустрија, закупи уште еден простор, со што сакаше да ги прошири своите намери за друг дел во стопанството, меѓутоа еве до сега нема изградено. Имаме уште еден заинтересиран каде што од напролет сакаме да ја продадеме таа парцела и веќе да се отвори да има нов стопанственик тука од областа на земјоделието и мислам дека ќе биде нешто ново на пазарот, односно знаеме дека тука е Пелагонискиот плански регион,
Пелагонија, најплодното земјиште, и ги привлековме на некој начин тие инвеститори каде што очекуваме 50 до 60 нови работни места. Меѓутоа, во Крушево, да не го запоставиме Крушево, каде што веќе работиме на туризмот, еден истиот стопанственик кој што ја има купено Монтана и Панорама, веќе по мои информации го купи хотелот Илинден. Тоа ќе биде нов инпут, нешто ново во Крушево, каде што исто така од една страна ќе се отворат нови работни места, од друга страна истиот ќе менаџира за да привлечи се повеќе туристи да се раздвижи локалната економија. Крушево е прогласено 2012 за споменична целина. Донесен е закон, но од една страна сите овие стопанственици се жалаат дека тој закон им пречи во нивниот развој, од аспект на тоа што на покривите на нивните објекти, но исто така и на приватните куќи, е оневозможено поставување на сончеви колектори, односно колектори за производство на струја, а од друга страна, што е мал апсурд во целата ситуација, е дозволено поставување на колектори за топла вода. Во 2012 година, по предлог на тогашното локално раководство во Крушево, е доставен предлог до владата да се изгласа закон за споменична целина. Не е само тој закон во Крушево, туку тој истиот закон е во Охрид, во Струга, покрај тоа што се е град на УНЕСКО, да се заштитат тие Кратово исто така тука, да се заштитат тие подрачја или инфраструктурата во Крушево. Но за мене не комплетен донесен закон, односно несоодветен без да се консултира локалното стопанство во Крушево, локалното стопанство во Охрид, каде што тоа го осетивме во 2021 година, 2022 година со енергетската криза. Кога се покачи цената на електричната енергија, сите стопанственици имаа криза. Не само во Крушево, туку и во целата држава. И тогаш осетивме она што значи кога ми поднесоа тие барање да постават фотоволтаици. Пред тоа не знаеа дека не смеат да постават фотоволтаици. Од друга страна беше општината најоштетена. Знаеме дека во централното градско подрачје, покрај градбите кои што нема јас како градоначалник да дозволам згради да се изградат во Крушево, се додека сум јас, и ова раководство кое што е во Крушево, да во централното градско подрачје имаме основни школи, гимназијата, а не смееме од друга страна да поставуваме фотоволтаици. Добивме на повик преку USAID и преку UNDP да поставиме фотоволтаици на основните училишта, но бевме спречени од Завод и музеј во Прилеп, Министерство за транспорт и врски, каде што тие го контролираат реконструкциите и пренамените, односно дали треба или не треба да се постават фотоволтаици во Крушево. Ние осетивме како општина, а не стопанството. Од друга страна, преку Завод и музеј остваривме неколку средби да се промени тој закон, да не се чепкаат градбите, да нема промени во градбите во реконструкцијата, меѓутоа да се постави нешто ново, каде што нема да се награди ликот на она што значи автентично нешто што е во Крушево. Во моментов е промена направена, измени на таа регулатива, меѓутоа чекаме да излезе во службен вестник и да видиме што е променато. Значи можно е да се добие дозвола. Да се добие дозвола, да му издаваме ние решенија да постават фотоволтаици тие стопанственици, школи и се она што е засегнато во тој поглед. Да имаме заштита на електрична енергија, да го пројават својот интерес, да имаат заштити, да имаат приход дополнителен преку сето тоа. За крај би ве прашал за еден од најгорливите проблеми кои што ја тиштат Македонија, а тоа е иселувањето. Погодени се сите општини во државава, исто и Крушево. Од една страна, доколку се тоа што разговаравме го решиме, а не ги задржиме младите населението, би било се џабе. Како виднина вие гледате на тоа да се задржат младите кај нас тука во државава, да ја гледаат својата иднина, да ја гледаат својата перспектива? Или со други зборови ќе останеме градоначалници без граѓани. Токму така. Токму така, не е само Крушево проблемот, туку е цела држава. Истото и во Прилеп, и во поголемите центри. Немаме оправдување, ниту како градоначалници, ниту како централна власт. Ние својата идеологија од една страна ќе ја тераме, меѓутоа дај да видиме што е наш интерес. Наш интерес е да ги задржиме младите. Да имаме работоспособно население. Во моментов имаме лоша слика, не само сега, туку и претходно. Ние правиме патишта, правиме канализациони системи, правиме школи, реконструираме градинки, реконструираме се она што е неопходно за живот на местното население. Но што сме направиле, сите треба да се запрашаме во поглед на како да ги задржиме младите. Без вклученост на здруженијата, без вклученост на младите,
без вклученост на се оно што значи стопанство и нивни интерес. Од една страна треба да му излеземе во пресрет на стопанството. Што бара стопанството во моментов? Бара инфраструктура. Ние оваа инфраструктура со фотоволтаици не му ја овозможувавме. Тие не преземаа ризик да вложат во својот капитал дополнително затоа што ќе се соочат со проблем законски. А од друга страна ни заминуваат младите. Ние отвараме можност, отвараме простор, но треба заеднички или често ја што викам, партнерски однос, приватен сектор, локална самоуправа и централна власт. Она што е за демографија министерството, треба да се вклучи дополнително. Не само да биде пишано дека е за демографија министерство, а од друга страна нема ни еден состанок одржано во овие постојни подрачја, Крушево, а развиваме туризам, во Битола, во Прилеп, знаеме дека цела Македонија не се иселува. Кој е стратешки интерес? Треба да најдеме начин како сето тоа да го направиме во интерес на сите. Ние Скопје изминативе години, 20-30 години го централизираме. Појдете сега во Скопје, ќе видите најголемо загадување, најголема централизација затоа што сега во моментов Скопје е милион. Тоа е страшно. Гледате во Словенија, гледате една куќа на некој рид, Крушево го гледам тоа, до таму имате инфраструктура, патен правец, имате вода, имате струја. Кај нас уште се бориме за питка вода за пиење во Крушево. Од 21 век зборуваме за основни услови за живот. Тоа е разликата. Значи треба да се отвориме кон граѓаните. Ние ќе останеме, за жал, ви кажав и претходно, ќе останеме градоначалници без народ. Ретко се впуштам во коментари кога ја водам оваа емисија, но сега ќе си дозволам две реченици. Кога снимавме во селото Витолиште во Мариово пред неколку години, еден стар човек ни рече навистина една мисла една реченица која што треба сите да не замисли. Порано вика немаше пат, но имаше деца. Сега има пат, ама нема луѓе. Да се надеваме дека како држава и како општини нема да се доведеме до една таква ситуација како што е сега жалната слика во Мариово. Дури јас викам дека е некогаш и касно да се инвестира во патна инфраструктура затоа што нема население, а од друга страна ако не направиш инфраструктура ќе бидеш на удар од неколкуте луѓе. Ние комплетно. После 30-45 години направивме реконструкција на патен правец, локален пат или регионален пат до селото Пустарека. Таму во моментов има не повеќе од 30 жители. Од една страна е потребно да изградиш пат, но од друга страна е закаснето сето тоа што се прави после 45 години. Замислете сето ова да се изградеше пред 10 на 15-20 години. Сега ќе размислувавме за други работи, понапредни работи. Немало пат, немало водовод, немало канализација, луѓето ние сме ги иселили. Ние сме причина изминативе години како сме ги иселили луѓето. Ова не е политичка порака, ова не е дека сакам некои ситни политички поени, јас ќе останам во Крушево, заедно со моето семејство, ќе се бориме и ќе успеам колку можам да ги задржам младите. Меѓутоа, јас сум само единка. Треба вклученост од повеќе страни и треба разбирање. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас на времето. Се гледаме со нови информации од највисокиот и најубавиот град на Балканот Крушево во наредната 2025. Ви благодарам. Ова 2024 година имавме реализација на буџетот над 93%. Ова е најголем успех во општина Крушево. Дали е доволно? Не е доволно. Еден политичар порано викаше 102% треба да направиме, меѓутоа се надевам дека и 2025 година ќе биде успешна, затоа посакувам желби за радост, берикет во секое семејство во Крушево и во овој Пелагоневски плански регион. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас, драги гледачи. Тоа беше разговорот со градоначалникот на Крушево Томе Христоски, а ние со нови информации се гледаме во наредното издание на Инфорегион.